Софистицирани уметнички дела од адвокатката доктор Мимоза Салтирова. Така е насловот кој што оди во продолжение, кој што го најавува следниот прилог, односно следниот наше гостување. Ветивме убава содржина, ветивме прекрасни гости. Јас не можам да ви ја доловам мојата енергија која што ја чувствувам во моментот, бидејќи се чувствувам прекрасно. Имам обкружување на рачна изработка, јас имам длабок наклон кон рачната изработка и не можам да го скријам задоволството кое што го чувствувам во моментот. Впрочем, и нашата гостинка е самата по себе софистицирана. Многу ми е драго што лично ќе ве запознам и што ве имаме во Добро утро секој утро. Ви благодарам многу на преубавата најава и на оваа енергија која што успеав да ви ја пренесам со моите изработки и се надевам дека сите ќе имаат убаво утро денеска. И јас верувам дека успеваме да го пренесеме сето тоа. Како велам, јас се ја замолив Мимоза, ако не пречи да ни ги остави работите, мене нема воопшто да ми пречи вака постојано да изгледа нашето студио. Мимоза, бидејќи денеска е светски ден на планетата Земја, би сакала за почеток да ве прашам што мислите вие, колку ние се грижиме за планетата Земја, како човек, како луѓе, и кое е вашето омилено место на планетата Земја? Па, како грижливи луѓе или како ово општество во кое што се наоѓаме, за жал не можам да кажам дека нешто многу се грижиме. Секогаш има поединци кои што се грижат повеќе од другите и треба да бидеме сите пример позитивен еден на друг. Меѓутоа, мислам дека не многу се грижиме за планетата Земја или пак обкружувањето во кое што живееме. Како најубаво место од оние кои што сум ги посетила, можам да кажам дека на секое место каде што ќе отидам ми е поубаво од претходно посетеното и после кога ќе отидам на наредно кажувам дека тоа ми е поубаво, така што не би можела да издвојам, меѓутоа има многу голема разлика во однос на културата, во однос на енергијата која што се чувствува во градовите каде што сум била и кои што ми оставиле впечаток и ете чистотата. Да, на самиот крај ќе го оставиме моментот каде бевте неодамна, тоа ќе го оставиме ќе ги оставиме во неизвестност нашите гледачи да позборуваме на крај. Рускаја, така е вашиот бренд, заштитен бренд, и сите овие ракотворби кои што ги гледаме околу нас се всушност потпишани со тоа име. Рускаја, ајде да ги запознаеме гледачите, што е всушност Рускаја? Рускаја ми е мене надимак кој што го носам некаде од 5-6 оделение. Значи дури првиот мејл ми е Рускаја Мим на Yahoo и така натака, така што тоа е една одлика како едно второ име, презиме, уметничко име, надимак, како и да сакаме да го кажеме. Многу ми намислати дека така се презивам. Да, така што тоа ете, сум направила нешто да биде сраснато за мене и да личи на мене и тоа ми е особено драго. Меѓутоа, како бренд кој што го заштитив во форма на трговска марка и каде што секој производ кој што е потпишан со името Рускаја е заштитен како трговска марка, тоа се случи во време на корона, каде што почнав поактивно да се занимавам со уметноста која што буквално ја негувам од дете. Значи не беше тоа период тогаш да почнам да ми текне нешто да работам, туку тогаш беше периодот каде што навистина се посветив на тоа. Заради слободното време, претпоставувам. Да, апсолутно го најдовме тоа слободно време кое што го немавме. На многумина можеби им беше тежок тој период, но јас навистина уживав зашто го имав буквално времето за себе и тоа ми беше еден пресек како личност да нурнам длабоко во себе и да видам каде сум, што сум и што треба да променам во животот за да не биде она клише работа дома и секојдневие. Така што еве тука може да го напоменам Фројд кој што кажал дека уметниците им е дадена таква дарба и сила да го менуваат светот. Значи уметноста е една симбиоза во човекот, која што мора да има синхронизација помеѓу умот, телото, значи емоциите, мислите, чувствата и зборовите. Многу тешко им е на одредени луѓе да ги искажат емоциите,
дури и одредени луѓе личат конфликтно кога сакаат да влезат во некаков си разговор и тоа не е одлика на тој човек дека е зол, лош, да. туку дека ја нема таа внатрешна рамнотежа во телото. Тој мир и баланс кој што вие успевате да го правите. Споменав дека вие сте адвокатка, кога ќе ја затворите адвокатската канцеларија до 16, 17, доколку работите, не знам, се претворате во една уметница која што создава софистицирани, вредни, скапоцени творби. Може ли да појасниме сега како се тоа започнува? Споменувате дека вие сте свесни за својата дарба уште од како дете, но како доаѓа моментот рускаја? Значи, што е всушност рускаја поимот? Може да ни објасните? Да. Тој збор некако ни дојде како идеја заедно со мојот татко кој што добро зборуваше руски, во едно талентот кој што го имам за уметноста ми е наследен од него. Гени се во прашање, значи. Па да, се надевам дека се гени во прашање. Или можеби дека кога работел, јас сум била постојано присутна до него и сум се интересирала за уметноста. Значи, татко ми беше исто така правник, меѓутоа изработуваше слики, односно икони на бакар, значи техниката бакрорез, која што е многу ретка во светот и многу малку луѓе ја практикуваат. Сега во модерното време имаме сита и штампи кои што се вадат сериски, меѓутоа повторно ќе кажам, тоа не е рачна изработка, понатака ќе споменам и повеќе за целите и разликата помеѓу рачната, точно. Така што ете тој талент го имам наследено од мојот татко и имам едно прекрасно детство каде што моите родители ме воспитувале дека богатството кај човекот не е материјалното, туку дека е духовното. И јас сум воспитувана така, во тој дух, на тој начин. Сум имала среќа да бидам обкружена со многу уметници кои што биле семејни пријатели на моите родители, меѓу кои големиот Петар Мазев, каде што тој е човекот кој што ме научи да ја држам четката во рака и во неговото ателје имав можност да сликам, односно да ме учи. Како сега го памтам тој момент каде што колку години имавте кога првпат фатевте четка? Па тоа беше, мислам дека бев трето или четврто оделение. Ние имаме многу уметнички слики од Петар Мазев дома и постојано бевме во контакт со него, доаѓаше кај нас дома и јас ми е жал многу, ја барав таа слика, не можев да ја донесам, меѓутоа се надевам во наредна прилика. Јас него го обожавав и во стилот, и во техниката, и како човек, и сликите ме воодушевуваа кои што ни беа во домот, и јас него го емитирав, односно го копирав. Така. Идол, сте гледале Идол во него? Идол, да. И татко ми ја земал таа слика која што ја насликав, каде што буквално личеше една минијатура од неговите. И тој кога ја видел, му се обратил со зборовите на татко ми, драги, да беше поголем формат, јас ќе ја подпишав дека е моја. Значи, да. Значи имаш преталентирано дете и така почна приказната, јас да одам кај него на часови. Меѓутоа, за жал, многу кратко после тоа почина и ете, не успеа таа моја приказна, инаку моментот, влегувањето во неговиот дом во Сарај, ателјето и како сега памтам ваков тросет беше, позади мене беше негова слика на платно, буквално цел зид од горе до доле. И во дворот имаше јапонско јаболко, каде што тогаш првпат пробав јапонско јаболко. Убави спомени. Да, многу убави спомени, многу. Значи, верувајте, сега кога разговарам, ми се враќа дури и мирисот во воздухот каков бил. Значи, толку ми се јаки тие спомени од тоа време. Правници со уметничка душа, очигледно таква фамилија сте вие, но убаво споменавте опкружувањето околу нас, таа енергија што имаме, и сте имале среќа, што сте имале такви вистински пријатели за
повеќе да ви дадат жар во тоа што го правите, што го имате вие како дарба. Сликата која што сте ја направиле како реплика на делото на Мазев, не можевте да ја најдете во некоја друга прилика, но ни донесовте нешто од меѓу првите ваши изработки. Ова е нешто многу интересно, но кралско, ројал столче, ќе речам. Што е ова? Која е приказната на ова столче? Да, ова столче исто така не можам да се сетам кога го имам работено. За време на факултет, значи, ми е ова работено. Можеби не е меѓу првите, меѓутоа секогаш, значи, кога сум сакала да направам пауза од било каква работа или од учењето, кога бев исто така студент, мене паузата и одморот ми беше нешто да направам, да искреирам. Дали беше цртање, релјефно нешто, правење, било каква некоја друга изработка, значи моменталното чувство како би ме водело или некоја инспирација која што ќе ми се роди. Така што ова столче, јас видов позади го свртев, сега не знам дали е тоа е направено од дезодоранс. Како успеавте од дезодоранс да претворите столче? Добро? Да, мислам дека многу пати се исеков додека го сечев лимот. Но сепак било успешно, да, секако успешно завршило со мали повреди, но успешно. Успешно е, така што јас не можам да се сетам која година, го свртав позади, пишува 2000-та, сега дали тоа е дата на производство на дезодорансот, па тој период. Да, ама очигледно е тука некаде, значи пред 23 години е изработено. Имаме и нови креации, вдахнавме малку и лето во просторијата, ни доаѓа, ни наближува летото, па еве сакаме да ви пренесеме еден топол летен бран, студен поточно од некое море. Прекрасни шапки, прекрасни јакнички изработени. Ајде да појасниме што се изработувате. Да, изработувам многу работи, значи сега да почнам да набројувам, сигурно нешто ќе заборавам да наведам. Ајде вака да започнеме како ја почнав приказната, односно кога почнав да работам повеќе како поголемо производство и за да биде тоа пласирано во пошироката јавност каде што ќе може да се прават нарачки, да се купат моите производи, јас почнав со баретките. Значи шешири, баретки, капи се еден мој заштитен знак. Значи јас кога и да излезам од дома, секогаш на мене носам или баретка или шешир, капа и навистина имам многу, каде и да патувам, јас купувам, значи капа, шешир, нешто да е акцесорис за глава. И имам многу, значи мојата колекција на шапки, баретки, капи, може број околу 200 парчиња дома. Секоја чест. Да. И така што поведена од тоа што мене ми се допаѓа и кое што јас внимавам на мојот стил, јас почнав да го креирам тоа за да може и другите девојки кои што се пронаоѓаат во мојот стил да имаат. И јас почнав со едни уникатни изработки на баретки, односно рачно цртани баретки. И вие ги шиете баретките. Јас сакам да го нагласиме тој момент, дел од производите се всушност буквално вие ги правите. Се е ваше, не е доработено, туку е ваш производ. Така, точно така. Значи, мене поентата на брендот Рускаја ми е афирмација на рачната работа. Се сретнуваме многу и на социјалните мрежи, еве во обкружувањето да кажам, со одредени страни кои што наведуваат дека продаваат рачни изработки, а всушност тоа се купени, кои што се доработени. Да. Има голема разлика. Тоа има навистина голема разлика. И мислам дека не смее потрошувачите да се ставаат во заблуда. Значи, точно се знае што е рачна изработка и има дури светски стандарди за пресметување на цената на производ кој што е рачна изработка. Значи, тоа е формула по која што треба да точно, значи се знае колку чини материјалот, колку време е потрошено за изработка на тој материјал, и си има посебна формула која што точно доаѓаме до цената која што е за јавноста, за продажбата. Тоа е една од појдовните точки
што ја правите вие, го заштитувате вашиот бренд со цел да ги поттикнете и да ги охрабрите и останатите кои што прават вакви изработки, кои што вакви никој не прави, јас не сум видела, кои што прават рачна изработка, било каква и да е рачна изработка, да ги поттикнете да си го вреднуваат својот труд и своите творби, своите дела. Така. Точно. Значи, јас не можам да тврдам дека сум единствена во Македонија која што... Јас не сум видела, затоа реков, сам си дозволив да кажам, не сум видела до сега некои вакви производи други. Да, како производите апсолутно се автентични на мене, се дел од мене, дел од мојата енергија, со секое стварање на секој производ, јас давам дел од мојата душа и дел од мојата енергија. И можам да кажам дека многумина кои што имаат купено од моите производи, ми имаат кажано, например, еве за украсите, дека ова не е украс, ова е нешто чудо. Значи, има посебна енергија нашиот дом од како го ставивме. Такви комплименти многу добив за време на новогодишните празници, кога ги изработував лимитирана колекција на новогодишни лампиони, како што се Фаберже јајцата, кои што сега ги изработував за време на великденските празници. Така што тоа е таа енергија која што струи додека се изработува рачната изработка, се внесувам во тие креации, се губам себе си, а истовремено и се пронаоѓам. Да, тоа и за тоа би сакала да позборуваме, ги споменавте великденските јајца. Се уште сме во духот на нашиот Великден, на христијанскиот празник. Овие великденски јајца се навистина посебни. Повторно ќе нагласам, јас вакво нешто не сум видела. Не знам дали во регионот има некој што произведува. Не, искрено не. Значи, во Русија има доста кои што ги изработуваат, ова е руска техника, пред се. Така што мене инспирацијата ми е од таму. Јас го изучувам рускиот јазик, посетувам едукации, курсови во Русија на руски јазик. Може да слушаме нешто на руски? Нешто кратко, ете, да ги поздравиме гледачите на руски. Може некои руси не гледаат во моментот. Па да, сигурно не гледаат, ќе оставиме, ајде можеби во друга прилика. Добро. Да не ги збуниме сега. И да не преведуваме, ќе треба титул. Да не преведуваме. Сакав да кажам дека сега ќе учествувам на ликовен конкурс, кој што ќе се одржува во Русија. Нема да бидам физички присутна, меѓутоа, еве, веќе идејата ја креирам во глава. Темата е кирилица букви и планирам мојата буква да изработам во техника на мозаик. Дали ќе успеам, не знам, голем предизвик стварам пред мене, зашто прв пат ќе работам таа техника. Како ја научивте еве конкретно оваа Фаберже техника? Каде ја изучивте? Видете, јас не ја изучив, туку само каде што имавме курсеви, каде што зборувавме за дипломатија, за уметност и така натака, се начна оваа тема и оваа техника и инспирацијата ја доби фактички од таму, инаку како не самостојно. Значи самостојно затоа што има пробував, да. приказна за овие јајца. Може накусо да ја раскажеме приказната за Фаберже, за семејството Фаберже. Да, за како всушност почнале да се произведуваат Фаберже јајцата во Русија. Тоа било во периодот околу 1886 година до 1917 година, каде што кралското семејство, односно царот Александар III, го порачал од Карл Фаберже да изработи едно уникатно јајце, со кое што било целосно изработено од злато, со брилијанти, дијаманти и така натака за својата сопруга Марија Фјодоровна. И така започнала приказната и се произведувале тие јајца се до 1917 година, кога избива Руската револуција. Тука е жално да напоменаме дека последните две изработени јајца не стигнале во рацете на семејството Романови, кои што тогаш во тој период биле убиени. Сега по некои теории има околу 50 изработени, по некои теории 70, меѓутоа околу 40 се зачувани и се наоѓаат во Русија. Така што
Мене секогаш Русија од секогаш ми била многу блиска духовно. Секогаш сум ја сакала таа земја и сум се воодушевувала на тој гламур, на таа тежина која што има таа земја, на историјата и на културата која што до ден денеска е зачувана. Јас имав можност службено да одам во Москва. Тоа беа 3 дена, навистина не беше многу, беа и работни часови многу потрошени, меѓутоа имав и можност да прошетам, дури во Болшој театар успеав да отидам, така што моето чувство кога стапнав таму беше возвишено. Значи, секој таму се чувствува гордо и возвишено. Значи, тоа е чудна енергија. Тоа е буквално како времето да е застанато, дури и во рестораните, значи мислам дека служат со истите со истиот сервис во кој што јаделе од некогаш, да, од дамнина, истиот тој да, сочувано, вреднувано. Немаме премногу време, навистина многу брзо ми летна времето. Вие колку вакви јајца изработивте, избројавте? Мислам дека околу 60-тина, кои што сите многу брзо се резервира и се продадоа. И имам многу нарачки за истите и јас решив дека ова ќе го работам цела година со оглед на побарувачката и интересот кој што го имам и постојано што ме контактираат луѓе кои што сакаат да нарачаат, дури и со други икони. Значи овие ми беа само со Исус и со Богородица кои што ги имав сега работено, така што еве гледачите може да ги запознаеме со тој нов момент дека ќе изработувам преку текот на целата година, од причина што ова навистина е символ можеби за Великден, меѓутоа е еден момент на христијанството кое што може да ни биде присутно во текот на целата година во нашиот дом. 365 дена да биде украс на нашиот дом и да го краси домот. Бидејќи сме пред самиот крај, ќе сакам да ги замолам од режија само да го пуштиме видеото кое што го чувавме за крај. Денеска зборуваме за светот за најубавите места. Неодамна бевте во Франција. Да. Оваа година се одбележуваат 50 години од смртта на Пабло Пикасо. Низ светот различни манифестации, многу изложби. Вие имавте честа да погледнете една таква? Да, се најажив. Значи, јас толку многу емотивно го доживеав. Ја доживеав мојата посета во музеот на Пикасо кој што се наоѓа во Антип. Значи, бев во Франција, на Азурната обала, каде што всушност сите уметници, светски познати, одат таму да го најдат својот мир и да ја исцрпат инспирацијата. Значи, додека зборувам, навистина сум наежена од глава до пети. Јас не знам што е тоа, таа е една голема сила на уметноста. Јас толку многу се соживеав се сраснав едноставно со Антип градчето. И Сент-Тропез, значи ми се допадна, меѓутоа во модерната верзија, еве како да кажеме моите изработки кои што ги работам, Тексас јакните цртани, таму имаше една продавница која што имаше слични вакви од уметници работени јакни. Меѓутоа Антип и музеот на Пикасо се врежаат длабоко во мене. Од прва причина е тоа што тие уметнички дела кои што јас успеав да ги видам во тој музеј се едни единствени, никогаш не ја напуштиле Франција и нема да ја напуштат. Значи тој што сака да ги види тие уметнички дела кои што се наоѓаат во музеот во Антип, ќе мора да отиде лично таму да ги види. Значи, дефинитивно го заокружуваме ова градче како едно од најубавите места во светот. Навистина не гази времето, требаше да оставиме повеќе простор, но ќе закажеме уште една средба во скоро време и инветуваме на гледачите, бидејќи нашиот разговор остана недовршен. Благодарам, Мимуза. Благодарам многу. Мимуза Рускаја е она што треба да го побарате на интернет, на Инстаграм, доколку сакате да си набавите некој од овие производи.